Кристина, животот нема наслов е монодрамата, а драмскиот текст на оваа монодрама е токму ваш, па кажите ни околу самото креирање, адаптација на текстот за оваа монодрама. Кога ќе се случи синхроницитет прво, а потоа и синергија, мора да излезе совршено дело. По мене ова е маестрално дело кое што во спој на режисерот Војо Цветановски и на актерката Инџи Николовска едноставно создаде прекрасно дело и нашиот спој мислам дека беше комплементарен. Во однос на темата и во однос на самиот наслов "Животот нема наслов", би рекла дека приказната, односно секоја приказна не мора да има јасен почеток, средина и крај, исто како и животот. Тој останува едноставно отворен процес. Голем фокус се става на темите кои што се на самата монодрама, пронаоѓање на себе, односно некои лични цели, оние очекувања од општеството, љубовта, така што еве ќе имаме можност да погледнеме, па појасни ќе ни бидат одредени нешто. Во секој случај открите ни нешто вие од ваш аспект за самата монодрама. Точно, тоа е еден вид на внатрешен диалог на еден човек, кога се соочува самиот со себе, со своите несовршености, со очекувања, дилеми што ги има. Дефинитивно е еден вид на прекрасна експресија, поготово кај самата актерка, бидејќи таа посебно го долови текстот кој што јас го имав напишано. И незиниот израз остава посебен впечаток кој ќе се гледа и не остава да размислуваме за, како што спомнавме и на темата "Животот нема наслов", дали навистина треба да го оставиме животот и да го живееме така како што ни доаѓа и кои се нашите очекувања и дали тие се реални, односно еден вид на, јас како автор, бидејќи во самата монодрама се работи за авторка која што впрочем и ги слика своите дела, меѓутоа и пишува романи. Каква е нејзината криза како авторка со тоа кога ќе се соочи со самата себе, со својот живот и со она што го пишува во текстот? Во секој случај, зошто според вас треба гледачите да дојдат и да погледнат оваа монодрама? Па секој може да препознае дел од себе во оваа монодрама, таа не одредува и одреден лик еден за кој што се зборува, туку секој може да ја види онаа разлика во она што го очекува да стане и она што треба да биде или пак она што само треба да го живее. Благодарам многу и понатака успешни проекти ви посакувам. Благодарам многу.